Во регионите кои се најмалку погодени од коронавирусот во Грција се отворија факултетите и средните училишта. Тие беа 2,5 месеци во карантин. Во црвените зони како Атика се отворени само високообразовните институции. Основните училишта и градинките се отворени од 11 јануари. Но мерките за носење маска и држење дистанца мора да ги почитуваат и студентите и професорите. Бенефит во овие училишта и факултети представува можноста за бесплатно да се тестираат за коронавирусот, но под услов учениците да бидат постари од 16 години. Светската здравствена организација објави дека бројот на новите случаи на коронавирусот на глобално ниво се намалува трета недела поред. Директорот на СЗО за време на своето виртуелно обраќање рече дека ова е позитивна вест и покрај фактот што многу земји продолжуваат да известуваат дека заразата се шири. Како што вели Тедрос, статистиките покажуваат дека вирусот може да се контролира и покрај појавата на новите мутации, но исклучиво со примена на досегашните мерки, носење маска, држење дистанца од 2 метри и честа дезинфекција на рацете. Тој сепак предупреди дека светот веќе бил во слична ситуација и дека сега не е време да се опуштаме. Програмата за вакцинација во Израел дава знаци дека е успешна во намалувањето на заразата и болестите кај луѓето над 60 години. Падот се чини дека е најизразен кај постарите луѓе и во областите што најмногу напреднувале во вакцинирањето, пренесува BBC. Ова укажува дека има влијание самата вакцина, а не само сегашните забрани во земјата. Бројките на Министерството за здравство во Израел покажуваат дека само 531 човек над 60 години од скоро 750.000 целосно вакцинирани биле позитивни на вирусот корона.